Може. Така, здраво на сите што не гледаат. Еве, ја користиме оваа прилика на денешниот датум, 9 јуни, ден пред завршетокот на учебната 2020-2021 година. Ние, како основно училиште, да се представиме со најдобрите ученици кои што навистина оваа година ја одбележаа со нивните литературни творби. Ова се учениците од основното училиште Браќа Миладиновци од село Жван, ученици кои што учат од 6 до 9 одделение, деца кои што навистина се прекрасни, кои што, јас, еве една страничка да ги уклучим и неа, со кои што имам прекрасна можност да соработувам секојдневно, и деца кои што оваа година навистина ја одбележаа со се што направи. Денешниот настан по повод крајот на учебната година го именувавме како литературно читање, но исто така и како промоција на една убава училишна стихозбирка на нашата драга ученичка Наталија Кочовска, која што е ученичка во 6-то одделение, за првата годинава учи во предметна настава и навистина покаже еден одличен талент. Добре дојде до сите наставници кои што се уклучувате малку подоцна, но тука сме некаде на почеток на настанот. Се надевам дека не слушате и дека ќе ги слушате нашите ученици. Еве на страничката Менка, поздрав до неа, поздрав до наставникот Славче, веројатно и директорката не слуша на училиштето. Тука не знам дали ме слушате, ама не ме гледате, претпоставувам. Добро, не ве гледаме сите, но важно е да не слушате и вие. Тука слушаме, да. Супер. Благодарам што одвоивте време така во овие вечерни часови да се најдеме и да им покажеме внимание на овие прекрасни наши ученици кои што навистина се гордост. Задоволство. Така. Наталија Кочовска е ученичка во 6-то одделение, која што покрај тоа што навистина е една посветена ученичка по сите наставни предмети, она што ја издвојува во секој случај е пишувањето, особено пишувањето поезија за деца, поезија соодветна на незината возраст, која што ќе допре до сечие срце. Кога за прв пат ми ја посочи, да речам, идејата дека има нешто спремно, напишано во ракопис, навистина пријатно ме изненади и тогаш решивме да го направиме во една печатена верзија и да излезе како една стихозбирка која што ќе остане за нејзин спомен, но и за доказ колку навистина имаме деца кои што имаат талент, за кои што вреди да се чуе. Стихозбирката која што ја има Наталија содржи многу песни со различни мотиви, почнувајќи од мотиви поврзани со годишните времења, значи имаме пейзажни песни, родолюбиви мотиви, значи љубовни песни, особено култот кон мајката многу го негува, значи таа многу ја сака несината мајка. Па имаме тука значи песни за нашите учители, секогаш вели една мисла, памтете го делото на вашите учители, а ние највеќе го памтиме делото на нашиот најпознат учител Свети Климент Охридски, така што има песна и за него. И тоа е тоа. Прво ќе чуеме Наталија, имаме тука уште неколку прекрасни момци кои што навистина покрај тоа што се добри фраери и знаат навистина добро да се снаѓаат и по други предмети, исто така се одлични млади поети. Нате, може вака кратко да ни кажеш што те натера да направиш една ваква збирка? Веројатно требаше малку инспирација. Од каде дојде тоа? Еве мојата стихозбирка, вака изгледа. Ова кодица е благодарение на мојот наставник по македонски јазик. Јас добив мотивација да пишувам од книгите што ги читав, но и од книгата наставник кој што ја прочитав и добив инспирација да пишувам. И затоа. Јас се сеќавам кога... Да, тоа, извини. И јас исто така многу сакам пишувањето, што како мала јас пишував. Да. Но немав шанса до сега. Ете така. Ете сега добиваш една прилика, јас се надевам дека, значи ова е едно така аматерско издание, меѓутоа се надевам дека во иднина ќе прерасне во нешто професионално, а се разбира тоа ќе зависи од трудот кој што понатаму ќе го вложиш. Ќе прочитаме 3 твои песни, бидејќи се многу, треба да отстапиме време и на останатите. Јас малку ќе те најавам, рековме дека ќе имаме најава за сите вас. Кога е Нате во прашање, јас вака ќе искористам едни убави стихови кои што ги подготвив за секој од вас. Што минеш по улицата на книгите, светилката на срцето запали. Со пенкало во рака и бележник во ранец, ја сретнеш нашата Наталија.
Повели Нати. Јас за прва песна ќе се представам Најубавиот цвет. Најубавиот цвет. Во пролет и лето живее најубавиот цвет, тој мириса на љубов на целиот свет. Прекрасни се цветовите кои сонцето ги грее, прекрасни се цветовите над кои птицата пее. Тој цвет нема ни една мана, тој цвет утрова го подарив на мојата мајка. Одлично, супер. Одиме понатаму. Што ќе биде наред? Со втората песна ќе се представам Свети Климент. Тој работел вредно во лето и зима, во земјата негова писменост да има. Климент водел вредно преку ден и ноќ, затоа поседувал железна волја и моќ. Камбаната за него денес свечено бие, сечие срце словенско за него љубов крие. Благодарам. И со уште една песна ќе се представам Звезди. Звездите се појавуваат што падне мрак и тие исчезнуваат со првиот зрак. Навече светкаат толку милно, што ми доаѓа да полетам до небото силно. Ете така. Благодарам. Ти посакувам и понатаму да пишуваш и знам дека тоа успешно ќе го правиш и во иднина и да ни бидеш гордост на сите и понатаму. Важи? Да, благодарам. Ете така. Одиме понатаму. Браво, Нате. Браво, секоја чест. Има уште многу песни, но времето на оваа конференцијска врска ни е ограничено. Одиме понатаму, преминуваме сега малку на последната половина. Овде има едно момче со кој што многу добро соработуваме години наназад, кој што е навистина еден од подобрите ученици во нашето училиште. Тој конкурираше оваа година со една песна на конкурсот кој што го спроведе Министерството за култура, а е направен по повод годината која што е посветена на великанот на македонскиот литературен јазик, професорот и лингвист Блаже Конески. За него ќе речем вака. Ова момче е вистински шармер, кој со зборови умее да игра. Песни пишува. Тие се негов дар. Никола ја сака поезијата, за неја чинам поседува љубов, силна како жар. Ниче, повели песната за Блаже Конески. Јас ќе се представам со песна за Блаже Конески, која што се вика Зборот Блажен. Зборот Блажен. Зборот му бил силна страна, дела создал без ниедна мана. Македонец кој писменоста нова ја кроил, генерациите разни со мудрост ги поел. Културата во Македонија ја издигнал тој, за да не просветли мене и другарите мои. Професор бил голем со знаење рој, идеи нови создавал, им нема број. На јазикот мајчин татко дојде смета, неговото дело се пренесува низ лет. Неговиот збор денес силно да се гласи, со неговата мисла тој јазикот го спаси. Одлично. Македонскиот правопис го создал тој, за добро да го применуваме во речникот свој. Низ тешкото и везилка ја опел судбината лета, Климентовото дело продолжил во денот нов да цвета. Така. Ќе одиме со втора? Ќе се представам и со втора песна. Се вика Есен. Може. Од ладна есенска сенка, десјата трешта до ладниот ветер. Љубов на секаде грее, блика. На секаде има прекрасна слика. Од дворовите мириси идат, топлите зраци на секаде се шират. Од куќното огниште излегува чад, низ дивот на ветрот есен да прави пат. Во сонот на есента сладки желби има, од жолтите лисја стари тајни се кријат. Есента е царство на преградки топли, на соништа безброј, на надежи нови. Штом минам крај потокот шумски, од нозете мои лисјето шуми. Оваа есен не е како она лањ. Посакувам мир, здравје и љубов со народите збрани. Одлично. Браво. Браво, одлично. Ова есен навистина не беше како на лани, но и покрај се издржавме, еве стигнавме до крајот на уште една учебна година. Здрави и живи. Помеѓу нас има уште едно девојче, исто така врсничка на Наталија, учат заедно во истото оделение, каде што е класен и наставникот Славче. Девојче кое што навистина се покаже како одлична ученичка по сите предмети, но исто така и вреден мајстор кога е во прашање и пишувањето. Јас за неја ќе го прочитам следното.
сериозна и вредна. Личи на цвет што расте под небесна стреја, пишува смело и без престан. Тоа е нашата Андреја. Повели. Јас вечерта ќе се представам со песната Детскиот свет. Во главчето на детето се крие магичен свет. Во него секој има слободен лет. За да влезеш во него не ти е потребен билет. Во него очи смеа и никој никому не суди пород, боја и вера. Тука возможно е се. Тонот на гитара свири, вервеличката на секаде љубов шири. Децата сакаат се да знаат, детските очи како звезди сеат. Во детскиот свет куќарки чоколада има. Децата на секој му се радуваат во зима. Тој е пон со љубов и слога. Детскиот свет е највавиот портрет. Во него радоста секогаш е во мода. Јас ќе прочитам и друга песничка која се вика Книга. Во неја стихови се редат кои многу значат и вредат. Во неја има многу знаење за секој што сака учење. Во неја се е возможно и понешто мистериозно. Тонот на гитара свири, а вервеличката на секаде љубов шири. Книгата е вистински рај, како цветен мај. Книгата е недобриот пријател за секој писател. Книгата е право злато кој ми го подари тата. Подарок кој секогаш ќе го читам со весел ритам. Браво. Ето така, тоа беше Андреја. Има уште многу песни Андреја. Мислам дека е на добар пат некако да го стори она што го направи Инате, да креира барем една ваква училишна стихозбирка. Ти благодарам. Одиме понатаму сега. Ете така. Тука ќе го уклучам Андреј, дали не слуша? Тука е Андреј? Да, одлично. Покрај делов наменет со поезија, јас сакав малку да одвоиме и барем еден ученик да ни прочита нешто во проза. Годинава четворица наши ученици, пет односно, се извинувам, Ѓорѓи, Никола, Христијан, Мартин и Андреј, сите се во моментов приклучени, учествуваат на една манифестација која што ја прави едно здружение некако беше за егејскиот дел на Македонија, така нешто беше. Тие цело време учествуваат на работилници, значи барем секој втор викенд. И кога беше конкурсот, требаше првично да се покажат што можат да напишат. Така во таа ситуација Андреј напише еден текст кој што е реална случка, која што ни се случи во училиштето или надвор од училиштето, но сепак не засега сите, и која што мене многу ме трогна, начинот на кој што беше напишано сето тоа. Пред да го чуеме, ќе ни го прочити насловот. Имаш наслов на тоа, така нарече? Да. Да. Јас би сакал само Личноста која ме инспирира. Да, личноста која ме инспирира, а текстот за Андреј вели вака. Инаку Андреј учи во класот на наставничката Менка Најдовска. Вели, што некогаш некого чуеш, како мудри зборови редили, прашања чудесни има. Веројатно си го чул гласот на Андреј. Неговите зборови се редат како снегулки во зима. И тој постојано има нешто да прашува. Овие асоциации некако си имаат смисла. Повели со текстот кој што мислам дека ќе добре да си. Може. Јас ќе се представам со текстот лично во оваа случка беше вистинска. Во мојот 12-годишен живот ме воодушевиле повеќе личности, кои направиле да се чувствувам посигурен, похрабар и полесно да ги совладам препреките кои ги носи животот. Како што растам, тели, кои несебично се трудат да ми ја покажат светлината на животот. Тие ми даваат сила и инспирација да продолжам понатаму по правиот пат. Би сакал да споделам една случка што се случи неодамна во паркот, пред мојата зграда. Тој ден се собравме повеќе деца и игравме различни игри. Но во еден миг двајца другари се затуркаа. Поради недоразбирање и покажувајќи кој е посилен, се случи насрека. Не сакајќи, едниот другар се нафрли на другиот и му ја скрши ногата. Се слушна силно пукање, кога нешто ќе се скрши. Не бевме свесни дека тоа е ногата на нашиот другар. Кога неговиот плач и вресок се засилуваше, ни стана јасно што се случи. Сите деца останавме зачудени. По кратко време дотрчаа нашите мајки и татковци. Повикавме брза помош и сите останавме да
да го тешиме и охрабруваме нашиот другар дека се ќе биде во ред. Личноста која ме воодушеви и инспирира е другото другарче, која си ја призна грешката и постојано се извинуваше и кажуваше дека се случи на намер. Исто така ме инспирира и постапките на другите личности, кои му помагаа да му се намали болката на другарот, давајќи му храброст да издржи. Тука беше и мојата мајка, која го тешеше и донесе тебе да се покрие, бидејќи задоцна брзата помош. Ова случај има среќен крај. Нашиот другар оздраве и е меѓу нас. Да внимавам, бидејќи играта на внимание може да стане опасна. Некои работи што ги доживеа после ова не се опишуваат со зборови, туку останаа во мојата душа и ми даваат инспирација и волја како да се однесувам кон животот. Може би препознавте нешто. Така, голема полка. Некои работи не се опишуваат со зборови, но ти навистина успеа да ги пронајдеш вистинските зборови, да допреш и да не поучиш дека сепак и во училиштето, но и надвор од него, треба да бидеме внимателни како постапуваме и да бидеме свесни, но и одговорни за сопствените постапки, да признаваме, така? Океј. Да, сега малце со прекини, можеби, но се слушаме вашето. Има тука уште едно момче кое што учи во мојот клас. Едно навистина прекрасно, исклучително кротко дете, и кое што пишува од моментот од кога го познавам, одлично пишува и поезија и проза, а за него ќе речам вака, и да го спреме микрофонот бидејќи му е исклучен. Вели: тивок, но мудар. Ова момче има срце ширно како небо и очи сини како море. Христијан е вешт мајстор на зборови милни, неговите стихови се како армија непобедлива силни. Повели. Јас ќе се представам со песната Роден ден. Роден ден, 18 октомври, таа е среќна дата. Во јас се родив, за мама и тато се отвори нова врата. Секоја година со светичка стојам плюс во рака, ми расат годините како што јас сакам. Со другари и другарки се радувам на овој ден, јас си го славам мојот среќен роден ден. Ја редиме роденденската маса со бомбони, колачи и балони, во различни и шарени бои, мегушка и баба за мојата слава. И ете го бато со прстиња мали во тортата мака. Колку само тој да ме нервира сака. Добро. Убаво. Поезијата е начин да ги откриеме и оние работи кои што се дел од нашиот секојдневен живот, па некогаш да ги прикажеме и на хумористичен начин, а некогаш пак да бидеме и реални, па да ги прикажеме и во тажно светло, ако има потреба од тоа. Одлично, благодарам. Одиме понатаму. Ќе одиме со еден ученик кој што веќе има награда на една од детските манифестации, познати кај нас. Тоа е детската манифестација Детски лирски треперења, која што организира Сојузот на загрижи за воспитување на децата од Македонија. Истиот тој сојуз годинава во соработка со просветно дело направи манифестација која што се викаше Пролет на сребрените соништа, која што се организира во Радовиш. На таа манифестација исто така Нате, денешната наша писателка, доби награда за песната, како беше Нате, се збунав, заборавив. Ако ова е рај. Ако ова е рај, ако имаме време, можеби ќе прочитаме или ќе прочитаме нешто друго, но важно ми е да кажам дека на овие престижни детски поетски манифестации ние постојано освојуваме по нешто. За него ќе прочитам вака, па ќе ни се представи со две негови песни. Ведро лице чиниш облаче што од небото се смешка. Неговата поезија понекогаш солзи ми срони. Ваквите песни личат на сонцето што зазорува. Но не е тоа ни сонце. Тоа сепак е нашиот Ѓоце. Ѓорѓи Радовски, повели.
Јас ќе се представам со две мои песни. Првата песна е Девојчето со кибричиња. Мрачна зимска ноќ, полна со сенки и бескрајна моќ. Никаде ни глас ниек, како целиот свет да е во друг век. Тажен лик доаѓа, ни студени улици проаѓа. Тешка судбина го мачи, што сонце не ја зрачи. Едно кибриче светна, на небото високо летна. Една фантазија брои, што за миг згаснува и не стои. И на крај, сето тоа завршува во рај, без никој да знае и сака, со огромна тежина и мак. Благодарам. Втората песна. Така, може си втората. Инаку Ѓуце кажи, ова беше наградената, така? Да. Да, на оваа манифестација се сеќаваш каде бевме, со кого бевме, можеш тоа малце да откриеш. Има тука и некој друг што беше со нас. Сите сме, односно, цела група што. Тука беше и мојот другар Никола и двајцата драги наставници Владко и Славче. Да. И како си поминав? Бевме супер си поминавме. Се Така. дружевме со многу писатели. Кој беше најпознатиот? Горијан Петревски. Токму така, домаќинот на манифестацијата. Повели со втората песна. Втората песна е Магијата на пролетта. Пролет лет, слета пеперуга на цвет. Пчелка вредна собира сладок мед, околу равцузени дрвја и зелени ловрет. Сонце свети и сончевина лее, насекаде ни светот детски лица грее. Покичев гора никнало и пролета наша мила ја викнало. Ветренце наивно си поигрува со водата која насекаде проникнува, а во неа брзи риби носи и каде стигне со својата брзина коси. Ех, пролет моја, разубави го секој дел со волшебноста твоја, а птица нека пее низ полето покрај урач што се. Одлично. Одлично. Браво, веќе. Ете така. Со оглед дека веќе не предупредува, имам уште некои 9 минути до крај, привршуваме со едно момче кое што навистина е мајстор, макер кога е во прашање пишувањето, одлично пишува поезија и проза, не би рекол дека едното му оди повеќе, другото помалку, мислам дека совршено се снаоѓа во двата стила. Ако продолжи со тоа темпо, мислам дека ќе стигне далеко и посакувам да биде така и за него и за сите останати деца денеска. За него ќе прочитам вака. Ако некогаш сретнеш момче што смело низ морето од книгите броди, тоа сигурно е нашиот Мартин. Тој е капетан на зборовите и пенкалото, нив смело ги води. Повели капетане. За овој настан ќе се представам со две мои песни. Првата се вика Патрониот празник. На овој ден многу се пее, народот горд радосно се смее. Детата се спремаат со труд и мака, бидејќи секој од нив училиштето го сака. Детата за тоа многу зборат, од љубов кон македонските учители тие горат. Браќа Миладиновци, училиштето се вика, на секоја ќоше стои нивна слика. Сите луѓе пред училишниот праг, овој ден на сите им е драг. Миладиновци на поколенија оставија завет, чувајте го словото, нека остане за навек. Така, оваа песна инаку Мартин ја направи годинава и воедно ги краси коловите, ходниците на нашето убаво училиште. Повели со втората. Втората се вика Пролетна убавина. Пролета дојде и во нашиот крај. Таа нема лепса со незиниот раскошен сјај. Кокичето бело здраво ни рече, ќе се сели со другарите, рече кај што тече. Убавини ни светов ќе сеат, како августово сонце силно ќе греат. Го видов и штркот во лед. Се прашувам, дали го шета целиот свет? Видов и лестовица, гнездо како гради. Оттаму ќе си ги гледа убавите бели ради. Милина е славеот да го слушам како пее. Неговиот глас душа ми грее. Пролетта ни донесе великденско руменило. Стиве овие години во традицијата ништо не се сменило. Браво. Браво, наистина. Штета што Благодарам. ете така, што немаме можност можеби да го направиме настанов поинаку, недостасува аплаузот, но така.
Може вака. Одлично. Јас сега, бидејќи се ни се уклучија очекував дека овие наставници и директорката ќе ни се уклучат, бидејќи знам дека секогаш ги поддржуваат активностите на децата. Многу ми е драго, јас ќе ви дадеме уште 6 минутки, може би збор, може би сакате нешто да прашате, може би сакате некого да пофалите или да ни кажете нешто. Ако има, можеме да го искористиме тоа време за вас, па ќе одиме за крај со одјава и тоа е тоа. Јас би сакала кратко само ако може. Повелете, директор. Многу ми е драго што имаме млада надеж, веќе млади, но писатели на добар пат. И драго ми е што ќе го продолжат традицијата на некој начин. Нели излегуваме од крај на писатели, плоден крај, и пресреќна сум што ги слушнав овие млади писатели вечерва. Секоја чест за наставникот Влатко кој што ве води. Браво за сите. Благодарим. Нам ни направивте чест со тоа што одвоивте време, навистина ни значи таа поддршка и тоа како. Многу ми е драго и навистина сум пресреќна. Да. Ова се моменти за кои што, ајде да кажам, работиме, за кои што оние коментари каде што малку ни е тешко, меѓутоа овие моменти навистина се тие кои што велат добро е, се е во ред, супер сме. Да, точно, токму така и ние покажуваме како едно училиште кое што можеби нема преголем број на ученици, но покажуваме дека сме квалитетни навистина и во поглед на, јас секогаш кажувам, одиме и настапуваме и надвор. Оваа пандемија сега тоа ни го скрати, меѓутоа досега каде што сме биле пример и добро го представувам училиштето благодарение на овие деца. Можеби наставничката Менка, таа секогаш е во библиотеката околу книгите, во светот на книгите, и знам дека ги поддржува секогаш исто овие активности на децата. Сакате ли нешто да споделите? Јас да ги поздравам, дека јас мислев само хемија учат, и дека само хемија знаат биологија, могле биле писателишта. Само ќе го прашам Ѓоче, дали ко бевте радовиш да ни скина случајно тренерките и да не поплака малку? Не, Скопјето, то водем на Скопје. Затвор. А Марцето, писателка прва класа, ама помалку да плачи. Јас писала, ако за се туку напчето подразплакано. А на овие 900 таленци големиве, кај што ќе појдите, ние ќе се гордееме со вас, кој што навистина сте супер. Мартин, браво Мартин, дали Базарник му направил толкова романтика за да знае да пишува? Браво, јас не знаем дека Мартин ќе биде едно мало писателче сега, а потоа поголемо. Мојот Мартин. Андрей супер, ама Сумо Бораци му остана името на човекот што го препознавме во приказната. Така? Ниче, така беше, Сумо Борац го нарековме. Па да. Да, но тоа е вештината во... Мило ми беше што ми кажавте дека ќе има манифестација, јас секогаш ве следам, ве бодрам, ќе ве поддржувам и натаму и ќе бидите супер. Браво! Ете така, супер. Благодарна сте, јас го... Може јас кратко само. Повели. Ането ми дозволува времето. Значи, прво честитки за Нате за незиното прво дело. Надчедати се множат во иднина. Благодарам. Честитки на останативе млади писатели и поети. Сигурен сум дека имате една блескава иднина пред вас. Основите наставникот ви ги има поставено, треба да се гордеете со тоа. Само продолжете во истиот овој ритам и очекуваме, значи, безброј награди, безброј признанија и да се радуваме на многобројни ваши успеси во иднина. Ќе се гледаме во секој случај, ако дел од вас не заминуваат во друго училиште, но ние сме секогаш тука за вас и секогаш ќе ви даваме поддршка за сте што и да треба. Значи, успех на сите и се гледаме во училиште. Ви благодарам.
Да, ви благодарам на колегите пред се исто за поддршката, многу ми беше важна на сите нас овде, а на овие прекрасни деца исто така ви сум благодарен и навистина сте гордост како што државава треба да знае дека ја има. Имаме минути 20, Нате рековме уште една песна, со тебе започнавме, мислам дека може и да завршиме. Може? Ти одговара? Да. Завршуваме со уште една од песните, стихозбирката Нежна стихувалка, така си ја насловивме, затоа што се она што е прикажано таму лепди како нежен цвет, едноставно така зборовите излегуваат од песнарката на Нат. Повели за крај и се објавуваме. Јас сега ќе се песам со песната Мамо. Мамо, ти си како оној цвет кој не можеш да го видиш ни во целиот свет. Мамо, твојот глас личи на небесна птица, што милни зборови реди. Мамо, ти си сонце што ме грее, звезда која милости сладки деноноќни плете. Благодарам на сите, убава вечер, до гледање, живи и здрави. Само напред. До гледање.